Општините Берово, Пехчево, Чешиново, Блешево се на листата општини кои имаат помала густина на населението од републичкиот просек. Источниот дел од државата станува терен на ретка населеност и простор со активен и се чини незапирлив процес на депопулација, што значи дека навлекува во длабока демографска старост. Поненаселени од овие општини кои одамна влегле во најдлабоката депопулација се Вранешница, Дебарце и Старо Негоричане. Дека процесот на старење на населението се одвива со забрзан интензитет, покажуваат и научните емпириски нумерологии констатирани уште кај 10 општини кои се навлезени во подлабока демографска старост, а меѓу нив на високото место се наоѓа и општината Карбинци. Доколку државата планира децентрализација на просторот во источниот регион, тогаш ке мора да се имаат во предвид просторните популациони политики, но прашањето на јавноста е што тоа општините конкретно од источниот регион превземаат за рационално, плански и навремено да се димензионира соодветната стратегија за демографски, односно популационен развој на нашиот регион врз база на просторни и економски постулати. Или по-конкретно, да се стимулира задржувањето на младите поколенија во секоја општина, дали се поттикнува зголемувањето на наталитетот наспроти косењето на белата чума. Се чини дека засега одговорот во двата случаи е негативен. Општините како да се помириле со фактот дека младите заминуваат, наталитетот се намалува, населението им старови и се повеќе водат грижа за сместување на старите лица во старечки домови. Но капацитетите се мали и не можат да им одговорат на барањата на старите лица кои чекаат на ред за сместување. Едно од решенијата го понуди општината Берово преку потпишан договор за внатрешно уредување на третата ламела на домот за стари лица доктор Иван Влашки. Градоначалникот Пегевски заемнет изјави дека овој проект ќе биде од големо значење за Берово и за источниот регион, од причина што ќе може да обезбеди нови 10 легла за корисниците кои во голем број чекаат да бидат сместени. Од Центарот за развој на источнопланскиот регион соопштија дека вредноста на проектот е околу 7 милиони и 300 илјади денари, од кои околу 6 милиони и 900 илјади денари се обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа, а останатите околу 400 илјади денари се обезбедени од буџетот на општината Берово.